Добро, почитуван председател, почитувани колеги и колешки, почитуван представник. Именно денеска навистина имаме многу значајни точки за работа на комисијата и од суштинско значење да споделиме размислување токму и по оваа точка и да не пристапиме со една таква леснотија заради тоа што станува збор за усогласување со прекршоци. Па ќе дозволите да споделиме размислување токму во односи на овој закон. Именно станува збор за закон кој што повторно прави драстично зголемување, односно драстично намалување на глобата покрај за правните, така и за физичките лица. И тоа, како што напомина и моите колеги претходно за првиот закон, дава една навистина флексибилност кај физичките лица за поголемо зголемување на девијантните појави кај нас во општеството и во државата, во секој сегмент. Оно што посебно ме загрижува е дека ќе значи изголемување на бројот од деликвентско однесување кај младите. Имено кај пред мене ги имам извештајот од Министерството за внатрешни работи за 2019, 2018 и 2017 година и од тука би сакала да споделам нешто што токму Министерството, институцијата која што е еден од прилагачите го има констатирано. Именно тие во статистичките податоци од областа на јавниот ред и мир во 2019 утврдуваат дека се бележи тренд на зголемување за 11,2% во однос на прекршоците против јавниот ред и мир. Од тука повторно ќе се постави тезата дали со намалување на глобите нема овие 11% и тоа како да се зголемат. Интересни се и статистичките податоци кои што се утврдени и за жал навистина треба сериозно да поработиме и во овој сегмент, а и возраста е загрижувачка, се вели дека дури повеќе од 1000 лица се на возраст од 22 до 25 години. Во насилството меѓу учениците, Министерството за внатрешни работи во 2019 исто така констатира дека е забележено тренд на зголемување во дури повеќе од 15%. Навистина загрижува, а ќе го видиме тоа потоа, ќе говорам малце и во однос на измените за самиот закон за глобите. Во 2019 за напади врз службени лица Министерството констатира дека имаме повредени дури 183 полициски службеници, од кои дури 4 се со тешки повреди. Интересно што овој закон вели дека и не се потребни дополнителни финансиски импликации, односно нема финансиски средства. Меѓутоа, во извештајот од 2018 Министерството за внатрешни работи констатира дека за почитување на состојбата во делот на јавниот ред и мир се јавило потреба од дополнително вонредно ангажирање на човечки и материјални ресурси. Нешто во 2018 што исто било констатирано, продолжува во 2019. Се сомневам дека тоа ќе продолжи, тоест сигурна сум дека за жалова ќе продолжи и во наредните години. Секаде има заедничка, односно се повторува таа констатација дека малолетничкото насилство или она насилство што е помеѓу младата популација за жал навистина бележи тренд и тука треба сите заедно да поработиме. Во сите три извештаи, како што кажав, се бележи тренд на нешто што ние како комисија имаме обврска посериозно да размислиме кога носиме едни вакви закони, а при тоа кога пристапуваме со леснотија дека истите се само едно обично согласување. Зошто тие не се само едно обично согласување, не треба да пристапиме вака наивно кон овие закони. Во законот за прекршоци, каде што се вели дека се намалуваат глобите за физички лица, посебно ме загрижува овој дел, каде што се вели дека се дава, оној кој дава аудиовизуелни слики и други предмети со порнографска содржина или со изразено насилство на малолетни лица, глобата од 100 до 400 евра ќе се намали на 100 до 200 евра. Ценам дека сите овдека бевна сведоци на оно што се случуваше изминатиот период.
а тоа беше јавна соба. Имаме должност како пратеници, но и како граѓани, а повторно ќе се надоврзам на оној што ние апелиравме, кога се намалуваат глобите и тоа како треба внимателно да пристапиме во однос на одредени действија. Ние имаме должност да носиме закони кои што ќе ги заштитат граѓаните, а не кои што ќе мотивираат или, за жал на одредени лица, дополнително ќе им ја олеснат нивната несоодветна појава во вака благо кажано, меѓутоа јас имам и друг речник на некое друго место, тоа ќе го кажам. Дополнително ме загрижува тоа што во делот на намалување на прекршоците кај физички лица се вели дека тој кој што ќе оневозможува користење или оштетува јавни згради, јавни чешми, извори, плажи, паркови, шеталишта или други објекти и инсталации, или истите ги загадува, значи ги загадува со материи и отпадоци, со кои се загадува животната средина, глобата и овдека се намалува. Значи од 100 до 400 евра, сега тие ќе можат да си дозволат, односно да си плаќаат од 100 до 250 евра. Ова не е никакво согласно со нашите определби за зелена агенда. Вие знаете дека од сите политички партии имаше пратеници кои што се приклучија кон О2 иницијативата и дека кажавме дека ќе продолжиме да работиме во однос на заштита на животната средина. Меѓутоа, дополнително овдека и представниците од парламентарното мнозинство би требале да си го постават прашањето како ова е согласно определбите на Социјалдемократскиот сојуз во однос на зелената агенда. Има навистина доста работи кои што за мене вака се загрижувачки и ценам дека предлагачот треба сериозно да размисли пред понатака да го проследи овој закон на разгледување. Ние овдека имаме намалување на глобите за секој кој што ќе оштетува, уништува споменик од 1500 до 2000, истата ќе се намали до 100 до 150 евра. Некој кој што неовластено ќе острани, искине, замачка, оштети или било на кој начин ги изложи на подбив државните символи на Република Македонија, символите на припадниците на заедниците или истакне знаме или грб, кој не ги содржи обележјата пропишани со овој закон, глобата од 1000 до 1500 евра ќе се намали од 100 до 250 евра. Би требале сериозно да размислиме како ова понатаму ќе влијае врз нашата државност, уставност, унитарност. Не помалку за занемерување е и оној кој што се вели оној кој што ќе се оддава на уживање на наркотични дроги, психотропни супстанци. Глобата од 200 до 500 евра повторно ќе се намали од 100 до 250 евра. Се плашам каква ќе биде реакцијата, но и што ова ќе продуцира, каде што родител или старател чие дете, односно штитеник, поради занемарено грижење врши прекршоци од овој закон, глобата од 600 до 800 евра ќе се намали на 100 до 250 евра. Има уште многу во овој дел сегменти каде што сум загрижена како тоа ќе продуцира понатамошно деликвентно однесување или девијантно, наместо овој тренд кој што претходно бил забележан во Министерството за внатрешни работи, наместо да донесеме закон кој што ќе го намали или барем во најдобар случај нема да дозволиме да прогресира, ние со едно вакво носење на закон се плашам дека навистина ќе го изгубиме и поредокот и јавниот ред и мир и дека од демократска држава нашата тенденција може ќе замине во некој друг правец, а верувам дека сите овде како колеги не го посакуваме ова. И нешто за крај, сега представникот е тука на оваа комисија, но ние тоа го говориме чисто и на другите комисии, кога имаме присутни представници од граѓанскиот сектор. Навистина е лоша сликата кога велиме во некој закон дека нема финансиски импликации. Просто не постои таков закон каде што нема финансиски импликации, заради тоа што тогаш тој би останал само на хартија. Ви дадов само еден пример каде што еве во 2018 е констатирано во Министерството за внатрешни работи дека имале потреба од дополнителни материјални и човечки ресурси. Од тука апелирам навистина на
секогаш да се насочиме кој на поквалитетна изработка на законите, како навистина би превенирале понатака навистина нивна лоша имплементација или дури и да не се случи имплементацијата, тие би останале само така запишани на хартија, а знаеме многу добро дека тоа е нешто што ни Европската комисија ни го препорачува, односно ние сме критикувани токму во тој дел и како собрание и како институции дека треба конечно да престанеме со таа лоша пракса на продуцирање на закони кои што понатака ќе имаат повеќе негативен импакт отколку позитивен. Ви благодарам.